Отворете ги прозорците е Сдружение на граѓани во Република Македонија кое постои од август 2005 година. Тие се единствени во своето поле и промовираат нови и оригинални идеи за пристап на информатичка технологија за лица со хендикеп. Нивната визија е да изградиме свет каде што технологијата им овозможува на сите целосно да ги искористат своите способности. Главната цел на постоење на овој центар е овозможување на пристап до интернет и компјутер за лица и деца кои што имаат потешкоти во користење на стандардна компјутерска опрема. Сето тоа го правиме со помош на услугите кои што овде ги нудиме. Една од услугите е процена на потребите од асистивна технологија, која што ја правиме индивидуално во ситуации кога едно лице наидува на потешкоти во користење на стандардниот компјутер и целта од изведувањето на оваа услуга е препорачување на соодветен асистивен уред, се со цел лицето да може полесно да се снаоѓа на компјутер во домот, во училиште или пак на работното место. Втората услуга која што ја нудиме е индивидуална работа со корисници. Во нашиот центар имаме професионален тим кој што е составен од 4 дефектолози и еден информатичар, кои што всушност ја изведуваат оваа индивидуална работа. Во рамките на индивидуалната работа секако за секој корисник се прави процена на потребите, која што е основа за препорачување на асистивен уред и креирање на индивидуален план. Секој корисник кој што доаѓа во нашиот центар има индивидуален план, при чија што изработка го вклучуваме и самиот корисник, а ги вклучуваме и родителите и на секои 6 месеци овој индивидуален план се ревидира. Третата услуга која што ја нудиме е советодавна и консултативна работа со различни актери, односно чинители, кои што се вклучени во животот на едно лице со попреченост, кое што има потреба од асистивна технологија, меѓутоа и со организации и индивидуалци кои што имаат интерес во работа во ова поле. Наши потенцијални партнери во оваа советодавна и консултативна работа се пред самите корисници, понатаму нивните семејства, односно родителите, училиштата, наставниците и стручните служби и секако работодавачите, бидејќи освен услугите кои што ги нудиме овде во нашиот центар, се трудиме оваа асистивна технологија да ја промовираме и во повеќе аспекти, повеќе делови од општествениот живот. Инаку досега во нашиот центар имаме опфатено над 120 корисници кои што ги користеле нашите услуги и кои што ги почувствувале придобивките од оваа асистивна технологија. Во моментот бројот на корисници изнесува 35 и од минатата недела, поточно со почетокот на месец октомври, ја стартувавме овогодишната работа на нашиот центар. Центарот работи некаде од септември или октомври до крајот на учебната година. Работното време на центарот е од 8:30 до 16:30 часот. Со корисници работиме во деновите од понеделник до четврток, а петок е ден во кој што ја правиме таа консултативна и советодавна поддршка со останатите актери, односно чинители. Подобрувањето на пристапот до информатичката технологија, како и зголемувањето на компјутерското знаење на лицата со хендикеп ќе резултира со нови перспективи. Тие ќе можат да изведуваат специфични работни задачи и да работат во соодветни организации и фирми, со што ќе си овозможат самостојно живење и ќе бидат ценети како лица кои придонесуваат во општеството. Но како до оваа цел? Оно што кај нас најчесто се користи, тоа е тастатура со големи копчиња. Тоа е она што може да го забележите. Ние овдека ја ставивме на прилагодлива тастатура, која што најчесто ја користиме со лица кои што користат инвалидска количка, бидејќи лесно се прилагодува според способностите на самото лице. Односно, она има доста зголемени копчиња, кирилични букви налепени, кои што се лесни за користење. Доколку има потреба за замена на глувчет, односно имаат потешкотија во користење на глувчет, тогаш користиме два уреди. Тоа е тракбол, каде што применливоста е многу поголема, може да се користи со било кој дел од телото кој што е способен за користење, кој што е поподвижен, значи може со целата рака, со прстињата, со подлактица, надлактица, може со брада да се користи, се подесува било каде на корисникот му е најлесно за да го употребува, или пак джойстик. Тоа е джойстик кој што е препознатлив по играње игри, но ние со еден
прилагоден софтвер го користиме како замена за глувче, односно со самото движење, лица кои што имаат повеќе тремор на рацете, сето тоа се неутрализира на компјутерот со помош на џојстикот. Овие уреди, доколку лицето има отежната моторика и не може да ги клика оние копчињата кои што ние ги користиме лев и десен клик, користиме посебни издвоени кликови. Тоа се овие два, едниот е десен, другиот е лев, и се наместени секогаш на онаа страна која што е послаба моториката, за да може полесно да ги користи, имат голема површина и многу лесно се пристапува кон функцијата која што сака да ја изведе. Она што споменав, секогаш се водиме од индивидуалните карактеристики на самиот корисник, затоа имаме и голем избор на тастатури. Дополнително користиме екран на допир, кој што најчесто се користи со помалите корисници, кои што често не го разбираат движењето на глувчето со движењето на екранот, им е потешко да го следат. На овој начин многу лесно може да дојдат до посакуваната игра или да направат посакуван потек на самиот компјутер за да може да ја реализираат активноста. Да им помогнеме во остварување на целите, да ги потикнеме во вербата дека информацијата и знаењето треба да бидат достапни за сите.